Секој трети пуши канабис, а секој четврти шмрка кокаин, покажува најновото истражување на ХОПС, опции за здрав живот Скопје, спроведено на 119 млади на возраст помеѓу 19 и 35 години. Неупотребуваната супстанца алкохолот за кој се изјасниле дека го конзумираат 44,5%. Канабис употребиле 35,3% од вкупниот број на испитаници. Кокаин употребиле 24,3%, а 21% се оние кои во последниот месец зеле екстази. Најчест начин на употреба на психоактивните супстанции е орално, со голтање 91,5%, а следуваат назално со шмркање и пушење 88%. Употребата со инјектирање на супстанцата, која пред десетина години беше многу актуелна во Македонија, кај овие испитаници е многу ретка. Само 20 испитаници одговориле дека употребуваат супстанци со инјектирање. Велат во ХОПС, најчести начини за тоа како се грижат се пијат повеќе вода, нарачуваат пијачки во шише или лименки кои сами може да ги отворат, внимаваат да излегуваат со познати луѓе, во доцните часови не се враќаат пешки туку со такси, употребуваат психоактивни супстанци во умерени количини, велат во организацијата. Загрижувачко во целата оваа анализа е што 15% рекле дека не се грижат за сопственото здравје и безбедност при ноќните излегувања. Најголем дел причината за тоа ја улоцираат во тоа што употребуваат психоактивни супстанци кои ги прават да бидат нерационални, негрижливи, релаксирани и помалку внимателни. Воопшто не ми е важно како ќе гледаат другите на мене. Јас само сакам да се изгубам и да бидам кул пред другарите. Набавувам тоа што ми треба од едни добри дечки и тоа е. Знам дека нема да ме продадат. И досега е окей. Сепак и покрај тоа, ризичното однесување поврзано со употребата на психоактивни супстанции е големо. Така, над 50% од испитаниците кои употребуваат психоактивни супстанции при ноќните излегувања, зеле супстанца за која не биле сигурни што е тоа што го употребуваат, стои во истражувањето на ХОПС.